9 ноември 7 часот наутро. Наместо со будилниците, жителите во мирното мало на периферијата на Скопски Бутел се разбудија со расправија меѓу две спротивставени групи. Точното место на судирот е Бутелска 29. Од една страна е семејството Комненов, кое според документите од катастарот е собственик на две парцели со вкупна површина од 368 квадратни метри, кои во неколку наврати се обидуваат, но не можат да ги стават во владение. Од друга страна се соседите, кои доскоро ја користеле парцелата за паркинг и кои тврдат дека парцелата била државно земјиште кое Комненов го откупиле на сомнителен начин. Помеѓу беше полицијата која постапуваше по правосилна судска пресуда во корист на семејството Комненов. Пресудата го задолжува Скопското јавно претпријатие Улици и патишта да ја врати парцелата во првобитна состојба, бидејќи градската фирма прва истурила тампон на местото и го направила паркинг. Баш кога беше короната, носеа камиони, навечер се носени во 11-12 саат, истурани и искипувани и расфрлани, за да го попунат, да го користат како паркинг. Земјиштето е на прадедо ми, има историјат на движење на земјиштето. Место 79 година, кога ми го земала РМ Македонија, место да го врати на правите собственици, кои што го користеле тоа земјиште, например, и што е нивно. Они успротивно го даваат на некои си, например, сосема трето лице. Важноста на навидум минорниот настан се огледаше во фактот дека на лице место имаше 30 припадници на интервентната полиција, редовна полиција, багер кој чекаше зелено светло за да започне со ископ, како и две возила на влечната служба кои требаше да интервенираат доколку паркираните автомобили на спорното земјиште не беа доброволно отстранети. Поречи си 1 час од поставувањето на полицискиот кордон и откако паркираните автомобили доброволно беа преместени, семејството Комненов и геометрите добија дозвола да започнат со заградување на земјиштето. А багерот и работниците, кои нестрпливо чекаа полицијата да ги смири тензиите со соседите, конечно се фатија за работа. Но токму кога багерот почна да се движи, патот беше блокиран од жител на малото. Ниту по интервенцијата на еден од полицајците, човекот не сакаше да го ослободи патот за багерот. Откако тој беше отстранет, багерот конечно влезе на спорното земјиште и започна да копа. Додека багерот работеше, соседите негодуваа, а од една од куќите беа фрлени камења кон полицијата што го крена степенот на ризик, пошто полицајците ги заменија капите со шлемови. Откако багерот заврши со ископот, на улицата се појави пикап кој носеше железни огради за да се загради земјиштето. Тоа повторно предизвика инцидент, а полицијата беше принудена со сила да ги отстрани комшиите од местото. Подкако страстите се смирија, собствениците продолжија со поставувањето на импровизираната ограда. Паралелно, екипи на Телеком работеа на отстранување на поставената бандера на приватното земјиште, преку која 32 семејства добиваа интернет и други услуги. Оградата беше поставена, а следно наред беше бетонирањето. Но во моментот кога камионот требаше да го истури бетонот, полицијата ја запре акцијата со изговор дека нивната работа била да обезбедат можност само за заградување на земјиштето, а не и да биде присутна кога собственикот ќе бетонира. Со повлекувањето на интервентната полиција, одново се разгореа вербални расправи помеѓу соседите. Ремзи Бајрами е еден од соседите на семејството Комненов, кои излегоа за да го спречат оградувањето на земјиштето,
Пред камерата тврдеше дека спорното земјиште е нивно уште од 40-тите години на минатиот век, но со процесот на национализација тогашна Југославија им го одзема. А потоа, со денационализацијата, соседката Славица Комненов, без нивно знаење, го откупила од Република Македонија. Ако веќе она е управа, ако треба да се затворат 32 куќи, за она да живе, не е проблем. Значи, она имала пари да го откупи. Ние немаме пари 30 куќи да го откупиме нашето земјиште. Од 43-та сме се преселили од Брест, например, сме дошли тука. Од 43-та ние не сме имале сега пари да го откупи, таа имала пари да го откупи, например, нашето земјиште. Мислам, оно што е мое. Ова е стварно, мислам, не знам. Ето сега беа полицајци, тоа кога да имало убиство. Па убиство да беше, токава полиција не би требало да викнат и тие работи. Според Бајрами, тие се подготвени да го прифатат и денешниот епилог, ако тоа на лице место го потврдат сите надлежни служби. Нека дојде од Геотастар, нека дојде од Геодеска, нека дојде финансија, мислам, од финансија нека дојде. Нека го заклучат. Ако веќе она е управа, ако треба да се затворат 32 куќи, за она да живе, не е проблем. Кога се направи нов обид бетонирањето на оградата да продолжи, на терен дојде инспектор од општината Бутел и ги запре градежните работи, бидејќи локалната власт немало издадена дозвола за такво нешто. Тоа предизвика сатисфакција кај на собраните соседи. Откако страстите се смирија, го побаравме синот на собственичката на земјиштето, Ивица Комненов. Тој вели дека проблемот почнал на 1 мај 2019 година, кога од улици и патишта првпат ставиле тампон на парцелата. Нашето земјиште е пониско за половина метар од улицата. Мајка ми се јави, дојдов, застана мајка ми пред камион, не дозволуваше камионот да се отиде, дур не да е полиција. Дојде полиција за да направи записник. Записник е направен, не е донесено налог за тампонот што е донесен. Според Комненов, поставувањето на тампон продолжило во уште неколку наврати во доцни часови, пошто парцелите се претвориле во паркинг. Но како што пишува во имотните листови, двете парцели се приватизирани по 1 мај 2019 година, односно со решение од 22 октомври 2019 година, кое станало правосилно во август 2021 година. Земјиштето е на прадедо ми, има историјат на движење на земјиштето, кое што мајка ми го приватизира. Во имотен лист, кога се приватизира земјиште, стои, дури не се исприватизира, стои на РМ. Али во прибелешка стои, треба да стои дека има поднесено за приватизација. Сето тоа комшиите викаат дека може да го користат и они пошто е на РМ. Зашто е на РМ, може ли они и ние? Историските сателитски снимки за местото не се доволно јасни за да се види дали порано имало ограда околу парцелата. Но доволно е јасно дека до 2018 година немало паркирање на спорната парцела, барем не во обемот како во последниве 2 до 3 години. Комненов на сето тоа гледа и низ етничка призма, како притисок да се исели. 2019 ни се скршени прозори на куќата, мавано е со камења по керамиди, кршени ни се керамиди. 21 мислам дека има записник, фрлен ни е и молотов коктел. Тоа се притисоци за да се оцелиме. На мајка ми чичкото го оцелија така. Соседите имаат поинаква перспектива. Ние сме комши за цел живот, не сме за еден ден. Да. Ама ова нема понашање, нема пристап, утре ќе речеш било што е да се деси, одма ќе речат на национална база. Да не речем сега албанците или македонците или србите или ово или оно. Да, но ова е многу се само задна точка да се тргнат овие ако може по можност, да не понадат мислам да ги тргаме ми. Од тука е тоа проблем. Откако заврши се, Комненов не ја тргна поставената ограда, но некој друг ја турнал, а освен тоа, повеќе нема ни трага од копањето на багерот, кое беше со цел да се обележи границата на земјиштето. На спорната парцела пак, соседите повторно ги паркираат автомобилите. Случајот е пријавен во полиција. Сега следува процес на чекање дозвола за поставување ограда и можеби повторно полициска асистенција за таа да биде поставена.